Есента ни пристигна со сите своји убавини, но за жал есента со себе носи многу чести настинки, вируси и грипови, затоа што некако на периодот од лето кон есен на сите имунитетот ни опаѓа, па сме склони да добиеме и некое заболување. Како да го подобриме имунитетот во есенскиот период, во следниве минути разговараме со нутриционистот Билјана Ристеска од New Nutritionism. Пред се здраво, Биби, и ти благодарам за уште една дружба пред нашата камера. Здраво утро до вас и добро утро до сите ваши гледачи. Еве, како што споменав, есента за жал ни носи и многу чести настинки, вируси и грипови, зошто всушност ни опаѓа имунитетот токму кога ќе зачекориме во есенската сезона? Заради тоа што температурите се променуваат од текот на летото во текот на есента, некако во текот на летниот период сме поопуштени и се што се случува во еден убав, преубав период, топол период и во летото знае да има кој стомачен вирус или настинка, меѓутоа некако тука е сонцето, па полесно го поминуваме тоа заради тоа што сонцето со самите зраци го зголемува нивото на D витамин во нашиот организам, а витаминот D е кој што е добар имуностимулатор и се грижи за нашиот имун систем. Како доаѓаат промените на времето, односно како сонцето се помалку го има во текот на денот, денот се намалува, така организамот почнува да реагира на сите надворешни промени, односно агресори. Практично агресори се сите микроорганизми со кои што ние секојдневно се соочуваме во реалноста и во животот и тука влегуваат вирусите и бактериите како инфекции понатаму. Меѓутоа, за еден имун систем да не изреагира вака, односно да не потклекне на вирусите и на бактериите во текот на есенско-зимскиот период, треба да се работи во текот на целата година или уште подобро во текот на целиот живот, за да го имаме зајакнато нашиот имун систем кој не би подлегнал на вакви видови агресори од надвор. Што тоа значи? Значи дека во текот на целата година треба да се грижиме за она што го конзумираме и што го јадеме, не само ние како индивидуи, туку и нашите дечиња. Треба да се грижиме за нашите дечиња, затоа што практично имуниот систем се гради од најрана возраст, од детска возраст, уште кога ќе го родиме нашето мало новороденче бебе, практично преку колострумот од мајчиното млеко го добива првиот одбрамен систем на имуниот систем, го се зајакнува тука имуниот систем. Добар имун систем или стилен имун систем не значи само добар внес на хранливи материи. Тука влегуваат повеќе компоненти, односно фактори. Тука имаме животен стил. Значи не е нужно потребно вие само здраво се исхранувате, да лежите дома да сте пасивен и да очекувате дека или да препишете нешто на здравата храна, има многу често се случува моите пациенти да ние се исхрануваме здраво, меѓутоа пак нешто не е во ред, неколку пати во текот на есента настинуваме. Зошто е тоа така? Заради тоа што сте физички пасивни, вие немате активност. Јас многу често знам да им кажам, посебно на сега популарните мои IT пациенти, кои што морам да се ги поздравам и да им, со нив водам најголема борба. Се бориме да излеземе еден час од дома, да попешачиме, ако ништо друго, да возиме велосипед, да джогираме, да имаме еден добар тренинг во текот на денот, заради тоа што се доаѓа однатре. Нашата добра мисла, нашиот ум раководи со нашето и ментално, меѓутоа и со физичкото здравје. Понатаму, не само физичката активност како животен стил, тука влегува и нашата социализација. Не може вие да се пасивизирате, да бидете одделени од светот, односно што се случува, а да очекувате да имате добар имун систем. Морам да напоменам дека имунитетот и среќата треба да ги бараме во самите себе и никој не е виновен за истото, доколку ние сме направиле нешто погрешно и поразлично од она што требало да го направиме. Од нутриционистички аспект, што е она што задолжително треба да ни биде секојдневен ритуал во однос на конзумирање храна во овој есенски период? Треба да се направи добар баланс на внесот на хранливи материи во организамот, што тоа значи дека треба да бидат воспоставени добри нормативи за внес на храна, односно да се направи еден добар баланс на макро и микронутриенти во нашиот организам. Тоа би значило адекватен внес на протеини, јаглени хидрати и масти во споредба со витамини и минерали. Најдобро е еден ден да се започнува со свежо овошје или зеленчук во форма на
нели познатите предноцедени сокови од овошје зеленчук, меѓутоа и смутија од овошје и зеленчук. Доколку сте во можност, овошјето е пожелано нели да се конзумира и зеленчукот во форма каква што е, нели сецкано и така исконзумирано, меѓутоа попрактично во моментите нели кога сите брзаме за некаде за на работа, е тоа да биде во форма на густа каша или природно цеден сок. Од природно цедениот сок веднаш добиваме нели веднаш протекува низ нашиот организам практично директно и ги добиваме сите потребни хранливи материи кои што ги содржи овошјето или зеленчукот од кој што го подготвуваме. Тука влегуваат растителните влакна кои што се многу важни за имуниот систем, практично за нашиот микробиом или дигестивниот систем. Практично ако имаме здрав дигестивен систем, имаме здраво тело. Тоа значи редовно празнење и чистење на цревата. Од тука оброците кои што треба да ги внесуваме треба да имаат адекватна застапеност на протеини, аглени хидрати и масти, заради тоа што без протеини, здрави протеини говорам, без протеини нашиот организам би потлекнал нели на овие вируси и бактерии кои што не демнат од сите страни во текот на есента. Тоа значи да конзумираме редовно риба, преку која што не само протеини би внели и омега-3 масни киселини, па и не само 3, зависност од која риба имаме и омега-3, 6 и 9 масни киселини, кои што се грижат за здравето на нашиот кардиоваскуларен систем, за протокот на крвта низ артериите и вените, со самото тоа довод на кислород до умот и на крајот од истото до добар имунитет. Понатаму во текот на есенско-зимскиот период треба да сме добро хидрирани. Не само во летниот период, многу луѓе грешат, сметаат дека кога е топло времето треба да се конзумира повеќе течност, најмногу која би отпаднала на вода. Меѓутоа, тука влегуваат и природните билни чаеви во текот на есенскиот период, меѓутоа во текот на целата година. Не е греф ако вие во текот на летото конзумирате и пиете билни чаеви, кои што сте си ги подготвили, иако е топло времето, треба да се конзумира топол напиток како во форма нели на билен природен чај. Природно цедените сокови кои што ги напоменав се исто така добри за хидратација, меѓутоа и топлите супи и чорби во есенскиот период исто така треба да бидат застапени на еднодневно мени. Растителните масла исто така, меѓутоа ладно цедените, како што се маслиновото, маслото тиква, сусамовото масло, значи и други масти и масла кои што се произведуваат нели од ладно цедена семка на производот. Во текот на еднодневноќе исто така треба да се внимава, не е само нели од нутриционистички аспект храната, меѓутоа и сонот е многу важен за нашиот имун систем. Никако помалку од 8 часа сон, квалитетен сон, почнувајќи нели од најрана возраст на дечињата, посебно оние сега кои што се деца во пубертет и адолесцентите, кои што верувајте немаат адекватен и квалитетен сон заради она што претходно го напоменав, заради зависност од екранизацијата, од екраните. Се случува дечиња кои што доаѓаат кај мене до 4 часот наутро да не бидат спиени, тогаш да легнат да спијат. Не е тој сон како што е сонот од 10 часот навечер кога ќе легнете, заради тоа што хормоните, нашето тело е биохемија. Ние сме биохемиска реакција. Значи нашето тело лачи одредени хормони, па и хормонот на раст во одреден временски период. Тоа не се случува во 4 часот наутро. Тогаш телото се буди, тогаш веќе почнува нели да се намалува лачењето на хормоните, но не хормони на среќа како што е серотонинот, ендорфините хормони, хормоните кои што направат нели телото да се чувствува убаво и практично да се чувствува здраво. Бидејќи го спомна и факторот на среќа, на задоволство, на убава и позитивна мисла, ние денеска се наоѓаме во кафе концепт Шума. Тука имате една многу интересна Шума аптека, па јас разговорот ќе го продолжам со Елена, која што ќе ни ја надополни всушност таа идеја и тој концепт, како и убавите мисли придонесуваат за добар имунитет, квалитетен живот и добро здравје. Ти благодарам за разговор. Благодарам вам. Концепт кафе Шума е пред се познат по извонредните чаеви, кои што е благопријатно да се пијат и за добро здравје, за одличен имунитет, а не само за уживање. А еве како што изјави Билјана Ристеска како дипломиран нутриционист, многу важно за добар имунитет и за добро здравје е и една ментална и духовна благосостојба, односно едно чувство на среќа и на смиреност. Кај вас тука има Шума аптека. Тоа е аптека која што не познава таблети и други фармацевски производи, ама нуди нешто уникатно и нешто што прави луѓето да се чувствуваат среќно и смирено. Така. Пред се благодарам за поканата. Шума аптека е еден концепт кој што се роди уште пред да се роди местово. Со оглед на тоа што
сите ние што сме во тимот на Шума сме љубители на убавиот збор. Нашата идеја беше да понудиме некоја верзија во која што за секоја состојба се наоѓа лек во убавиот збор. Таа идеја некако се развиваше низ годините и овие символични шишенца се шишенца во кои што нема апчиња, нема традиционални лекови, меѓутоа преку символичните имиња ние нудиме некоја стихотерапија, ајде така да ја наречеме, со која што баш ја промовираме таа ментална хигиена и идејата дека со убава мисла може да се излечат многу состојби. Па затоа и решивме да им дадеме вакви имиња, например за лек кој што многу често многу од нас знаат да го посегнат, кој што го смирува начално телото и умот. Ние понудивме еден душозепам во кој што тоа наместо диазепам, душозепам. Наместо диазепам ние нудиме душозепам за да дојдеме до една состојба на спокој на душата. Па внатре има некоја поезија на Блаже Конески во која што тој поканува на издишка, на земете момент за да, нели, дојдете во контакт повторно со себе. Навистина, стихотерапијата е нешто што можеби на многумина во денешно време има баш луксус. Треба да седнам па да отворам некои стари стихозбирки па да ги најдам песните, а се песни кои што навистина би било жалосно да некако ги заборавиме, така што мислам дека е убава идеја. Зависи, нели, како ќе биде прифатена, меѓутоа нас идејата ни е да ја промовираме како нешто што баш ќе доведе до една убава состојба кај луѓето, една ментална хигиена, едно смирување и на ритмот на живот, кој што во денешно време навистина многу брз, а и целата идеја на концепт кафето е одвој време за себе. Повторно влезе во контакт со самиот себе. Така што се надавам дека ќе биде концепт кој што ќе биде прифатен. Мислам дека ова навистина извореден концепт во ова брзо и динамично време, кога многу често забораваме да успориме, да здивнеме, додека го пиеме кафето или чајот, да прочитаме поезија и посакувам што повеќе луѓе да посегнуваат по оваа стихотерапија, за да уживаме во убавите зборови и да ни помогнат да останеме здрави и да имаме добар имунитет. Благодарам, Елена. Благодарам и на вас.